Добро вечер, почитувани гледачи, уште едно издание на спортската емисија Fair Play. Во ова издание ќе говориме за еден спорт кој што можеби за некои малку поспецифичен, а некои би го сместили и во ризични спортови. Станува збор за кајакот. Речи си секогаш кога ќе поминам по мостот Гемеџи во низ Велешани познат како Нов мост, секогаш можам да забележам група на кајакари кои што ги извршуваат тренинзите во реката Вардар. Ова верувам дека секој велешенец го забележал. Дали им е ладно или не, велат дека тоа е дел од спортот. Со оние барем кајакари со кого сум разговарала. Но за сите оние активности кои кајакарите од Велес ги имаат, вклучувајќи ги клубовите, особено за клубот Бабуна, разговараме со тренерот на клубот Роберт Папазов и кајакарот Борче Мирчевски. Добро вечер и добро дојдовте во емисијата Fair Play. Добро вечер. Еве, бидејќи реков дека секогаш му се прашувала како не им е ладно на кајакарите, па да ве прашам, ладно ли е Мирчевски во водите на Вардар во зимно време? Па во зимниот период имаме соодветна опрема. И нас искрено не ни е ладно. Додека се загрееш првите 10 минути сеќаве студ, но понатаму кога ќе продолжиш со тренингот, веќе се загреваш и не е ладно. Пред да го започнеме официјалниот разговор, Роберт, ми рековте дека поладно ни е нас кои што стоиме на брегот и кои што ги гледаме кајакарите како изгледат. Па да, во главном опремата која користат кајакарите за зимниот период практично не дозволува телесната температура да излегува надвор, така да они со самото загревање, како што каже Борче, ја постигнуваат таа температура и не им е воопшто ладно. Меѓутоа, за тренерите, јас не сум го знаел тоа, меѓутоа сега гледам дека во зимен период, поготово кога дува, а да стоиш на брегот и да ги гледаш и да им сугерираш на грешките, студи. Така, она што последно се случуваше во кајакот во Македонија беше, чинам, 48-миот традиционален иказ кој што се одржуваше на реката Треска на патеката Матка. Мирчевски ти освои третата позиција, Папазов ти втората позиција во категорија C1. Еве, кажете ми какво е чувството да се биде еден од најдобрите кајакари во Македонија? Првен Папазов па Мирчевски. Па добро, јас, како што знаат, Велешани долго време сум веќе откажан од активен спорт, значи се занимавам сега како тренер и со водењето на клубот, меѓутоа малце со искуство така оваа година, бидејќи во категоријата C1 во Македонија нема подмлок. Таа категорија секогаш била дефицитарна во Македонија, меѓутоа сакавме да имаме еден представник и јас со малку тренинзи, малку со искуство и малку помогнаа и на преверувачите кои беа дојдени од странство, не беа на во некоја голема форма и така го освоив второто место. Чувството? Па се потсетив на старите времиња. Мирчевски, ти претпоставувам дека второ место, па и прво и трето имаш веќе освојувано како во Велес, така и во странство. Чувството какво беше? Беше изненаден или пак очекувано беше? Чувството беше прекрасно. Не очекував дека ќе бидам трето пласиран на овој иказ, бидејќи имаше доста солидна конкуренција, дојдена од 14 земји и мислам дека остварив добар резултат. Се надевам дека во иднина ќе продолжам да работам напорно и наследниот иказ или наследните други надпреварувања би завршил на првата позиција. Она што е интересно за кајакарите е тоа што многумина мислат дека можеби само во летниот период ги обавувате тренинзите со оглед на тоа дека спортот е на вода. Меѓутоа вие тренирате и во зимниот период. Па еве, кажете ни ги како се движат тренинзите во лето, како се движат тренинзите во зима. Па така, со оглед на тоа што надпреварите почнуваат во пролет, значи во месец март, и тренажниот процес за една сезона трае повеќе од 6 месеци, тоа значи дека од октомври мораш да почнеш да се спремеш за во март да бидеш спремен за трка. А зимниот период
поготово кај нас не се многу јаки зимите. Можеме да им позавидиме на Русија, на Германија, таму имаат појаки зими, меѓутоа сите со, како што кажав, специјална опрема ги обавуваат тренизите. Мирчевски, како се подготвуваш ти за надпревар? Што всушност правиш и дали може имаш некој посебен режим на исхрана, посебен режим на тренинзи, да откриеме дел барем? Посебен режим на исхрана немам, а посебен режим на тренинзи имам, кој ми го составуваат тренерите мои, Роберт Попазов, Сашко Нацев и Маријан Петров. Они се задолжени за мојот тренинг да го состават во припремниот период. Оние 6 месеца кои ги напомена Роберт, што ни се како припремен период за пред такмичарскиот дел. Колку вкупно може би тренинзи еве на вода имаш направено до пред овој традиционален икас? Дали може би си ги бројал некогаш? Не сум ги бројал колку тренинзи сум направил, но се доста многу. Работиме напорно, имаме освен тренинзи на вода, во припремниот период спаѓаат и тренинзи на суво, например трчање и теретана. Не е онаа теретана билдање, туку ние работиме по посебна програма. Некако може да се каже како фитнес, посебна програма за кајак. Така. Оно што последно се случи, повторно ќе се навратам на икасот, е тоа дека Мирчевски беше трето пласиран, а моите сознанија се дека веќе кајакарите замина на европско првенство. Зошто токму, еве конкретно ќе го упатам прашањето на твојот тренер Мирчевски, на Папазов, зошто Мирчевски не се најде помеѓу тие кајакари кои што замина на европско првенство, со оглед на тоа дека освои трета висока позиција и впрочем единствениот македонец кој што доби и кој што освои награда на овој икас. Впрочем, најдобриот македонец. Значи, учеството во македонската репрезентација го составува стручниот совет на федерацијата предходно пред да започнат надпреварите за избор на репрезентација. Оваа година малце се заострија критериумите, малце повеќе. Од повеќе причини во претходните години се случуваше да беа малце полесни критериумите, се случуваше за да неспремни кајакари изборат пласман за европско или светско првенство. И оваа година решивме малце да ги заостриме. Имаше 3 изборни надпревари, од 3 изборни требаше да се освојат 2 норми. Борче, за жал, не успеа. Единствен кој успеа е Атанас Николовски од Скопје, избори 3 норми. Борче имаше 1 норма. Финалето на икасот, каде што заврши трето место, беше и првопласиран македонец, меѓутоа таа трка не се важеше за избор за репрезентација. И јас жалам што, иако кога се заоструваа нормите, имаше најави дека доколку некој кајакар е блиску до нормите, значи ќе се направи одстапка, меѓутоа немаше слух. Ние побаравме од стручниот совет да покрај Атанас и Мирчевски Борче влезе во составот на репрезентацијата за европското првенство, кој се одржува од 12 до 15 мај и воедно е и избор за Олимпијада во Рио, значи последна изборен надпревар за Рио. Меѓутоа немаше расположение, сите останаа на ставот да бидат нормите строги, така репрезентацијата отпатува со Атанас Николовски. Така, еве Мирчевски, верувам дека ова нема да биде демотивација за тебе, меѓутоа како ти ги гледаш овие работи? Ова значи дека повеќе ќе работиш во иднина? Па да, јас сум таков човек. Ова ќе ми даде многу повеќе мотив за да работам во иднина многу повеќе и се надевам дека ќе постигнам добри резултати. И ќе докажам дека федерацијата нормално сгрешила. Да секој биде навреден во таква ситуација, меѓутоа
Јас се надевам дека Борче ќе најде сили, ова да му биде дополнителен мотив за во иднина, да нема простор за дали ќе се прават отстапки или не, меѓутоа да си биде, се надеваме, и прв во државата. Така, ова може, како што кажавте вие, само да представува мотив за еден спортист, за да во иднина докаже и покаже дека можеби овој пат репрезентацијата греши или пак како и да се надеваме дека во иднина ќе одиш и на Европско првенство, повде и Олимпијадата и ред други надпреварувања кои што ви следуваат. Она што сакам исто така да го напоменам е тоа дека во C1 категоријата напоменавте дека е ретка и дека е дефицитарна. Што е според вас можеби треба да се превземе за оваа дисциплина да се популаризира или како да го наречам тоа? Па треба многу работи да се превземат. Нашиот клуб има планови за оваа година за зголемување на подмладокот во клубот, бројноста на децата кои тренираат. Меѓутоа, конкретно за категоријата, другите клубови се малце повеќе виновни за тоа, бидејќи воопшто не обрнуваат внимание на оваа категорија. Некои немаат чамци такви, бидејќи се различни весли и опрема. Ние имаме нешто, располагаме, можеме неколку дечиња да обучуваме за таа категорија, меѓутоа во последните години така малце имаше, да не речем, криза со младите категории, па можеби и затоа нема млади кои настапуваат во оваа категорија, но ние се надеваме дека од оваа година ќе има барем неколку дечиња кои што ќе се надпреваруваат во оваа категорија. Па само што сакам да дадеме на генерална оцена за ИКАСот, бидејќи таму има надпреварувачи кои што се од други држави како Русија, како Украина, Србија и така натаму. Па Ива, кажете ми, разменувате ли искуство на овие надпреварувања? Па секако. Разменуваме искуство, искуствата повеќе си ги разменуваат надпреварувачите, еден од друг учат техники и слично, а ние раководствата на клубовите имаме шанса да оствариме контакти за надпревари кои ги организираме, да имаме, ние добиваме покана од нив, они добиваат покана од нас, така да во иднина соработуваме. Така. Миричевски, колку значат овие искуства кои што ги споделувате на овие надпреварувања? Допринесуваат ли за подобра вожња, како што вие нарекувате? Па да, придонесуваат многу овие искуства, бидејќи, како што веќе напоменавме, дојде, например, на ИКАСов оваа година, дојдоа доста многу земји и доста многу јаки надпреварувачи и може да се разменат искуствата со нив и да се научи нешто што досега не сме го знаеле. Она што клубот Бабуна секоја година, кога велам секоја година, овие последни 3 или 4 години чинам дека се случува, го организира отвореното првенство за кајак на диви води. Минатата година беше меѓународно, се надевам дека и оваа година ќе биде, па Еве Папазов, кажете ни колку е тешко или лесно да се организира еден ваков надпревар? Што се е потребно? Па, многу работи се потребни. Прво е потребен добар тим, кој што кај клубот Бабуна го има. Значи имаме доста кајакари што се поранешни кајакари, да речем, кои што сега на некој начин се спортски работници и без нив не би можело тоа сето да се направи. Знаеме и дека исто локалната самоуправа во последните години инвестира во кајак патеката кај Стариот мост. Ние се надеваме и оваа година имаме најава дека повторно нешто ќе се инвестира. Така е договорот дека етапно ќе се оди, бидејќи тоа бара многу средства. Заради тоа и тајмингот направен во септември се одржува отвореното првенство, едноставно се прави и промоција на она што е направено во текот на летот, бидејќи тие градежни активности мора да бидат кога е водостојот најмал. Како што кажавте, минатата година за прв пат беше меѓународен надпреварот, имаше учество од 4 држави, имаше 60 надпреварувачи. За оваа година имаме најава дека ќе имаме 7 држави. Јас се надевам дека тоа во иднина ќе биде една респектабилна манифестација, исто како што е ИКАСот,
кој веќе 48 години се одржува. Ова отворено првенство 5 пат ќе се одржува оваа година и се спремаме. Тоа бара последните 2 месеци многу работа, меѓутоа подготовките траат преку целата година. Како што кажавте, овој линденски кајак слалом остваривме контакти со кајакари кои лани не учествуваа на отвореното првенство и оваа година дадоа ветување дека ќе дојдат да учествуваат на отвореното првенство во Велес. Така. Вие имате, бидејќи кажавте пред малку дека сте повеќе години дел од кајакот, како во Велес, така и во Македонија, имате освоено бројни награди. За Мирчевски да не разговарам, бидејќи активно се надпреварува, многу јасно е дека ќе освојува награди. Еве, кажете ни, можете ли да издвоите барем 1-2 од надпреварите кои што ќе ви останат во сеќавање и кои што ќе ги памтите за цел живот? Прашувате за мојата лична кариера? Да. Па добро, мојот најдобар успех е не можам да барам меѓу повеќе, единствено се двои, значи 7-то место на Европското првенство 2004 година, кој се одржа во Скопје. Со тоа 7-то место добивме и категорија од Агенцијата за млади и спорти со меѓународна категорија. Тоа е без конкуренција најдобриот мој резултат. Меѓутоа имам повеќе настапи на официјални светски купови европски првенства, имам неколку полуфиналиња, па некои регионални надпреварувања во Србија, во Босна, имам повеќе први места и така. Така, Мирчевски, ти можеш да одвоиш некоја награда која што ќе памтиш за цел живот? Па може да се одвои Европското првенство во Марклевер, Германија, каде што исто во дисциплината 3x1 го освоивме во финалето 8-то место. Тогаш добивме признанија од Федерација и од Агенција за млади и спорт за постигнат спортски успех. По виднија се надеваме на многу подобри резултати на тие европски и светски надпреварувања. Кога ја подготвував оваа емисија, најдовна информација по базов дека долго време се занимавал со кајак, се направил на поголема пауза, па еве некако ова освоено второ место како да те враќа на патеките. Дали ова значи дека можеби повторно ќе бидеш активен кајакар или пак можеби сепак ова ќе остане само како еден белег? Ова беше само, како што ви кажав, малце промоција на дисциплината. Не планирам активно да се враќам, значи планирам рекреативно покрај младите и јас потренирувам помалце и чисто така сакав да имаме на Илинденскиот кајак слалом и представници во категоријата C1. Јас, како што реков, се надевам дека ќе имаме во иднина млади, доколку немаме можеби и пак некогаш на некое државно првенство да се појаваме и тоа така инцидентно. Така, пред малку ги споменавме и твоите двајца колеги кои што се дел од клубот Бабуна, тоа се Сашко Нацев и Маријан Петров. Еве, кажете ми каква е состојбата во вашиот клуб, колку млади деца, да ги наречам, се заинтересирани за оваа категорија, за овој спорт, затоа што, како што и кажав на најавата, дел од населението и дел од граѓаните го сметат како еден од поризичните спортови. Па да, можеби вака, младиве во денешно време е потешко да ги натераш да се занимаваат со спорт. Ние се трудиме тоа да не биде така, поготово со кајак има предрасуди, не велам не. Меѓутоа, јас мислам дека тоа се должи на недоволната промоција на спортот, како кајак на диви води. Па затоа тимот на КК Бабуна, што го споменавте, планираме оваа година да направиме малце поголема промоција. Во месец мај имаме закажано заедно со Кајакарската федерација да правиме отворени денови на кајакот на езерото Младост, која се нарекува Сите во кајак. По основните и средните училишта би направиле неколку промоции во градов. Отворените денови ќе бидат можност за сите млади кои сакаат
да пробаат кајак, значи не мора да продолжат да тренираат или слично, само да пробаат, да малце ги едуцираме, да им објасниме кои се бенефитите од спортот, посебно од кајакот, дека не е толку ризично како што изгледа, дека може само да имаат придобивки, а не загуби од спортот, па се надеваме дека оваа година ќе привлечеме повеќе млади. Планираме од оваа година да стартува кајак школата на кајак клубот Багуна, која ќе започнува од 1 јуни, ќе завршува на 31 септември, значи 4 месеци ќе трае. У тие 4 месеци доека е летен период и потопло време, значи младите ќе се запознаат со основните вештини, па понатака кој ќе изрази желба или кој ќе биде поталентиран, би можел да продолжи активно да се занимава да биде член на кајак клубот Багуна и да се надпреварува. Да, овие школи за млади спортисти се повеќе во сите спортови се актуелни, па еве се надевам дека и овде ќе се мислиме дека тука е еднината на спортот, значи мораме да вложуваме во младите категории. Како што кажав, поголема едукација, поголема промоција, мислиме дека би придонело да имаме поголем интерес од страна на младите, па со тоа би имали поголем избор за млади надпреварувачи кои би се надпреварувале во иднина. Така, она што ме интересира, колку членови вкупно број сега клубот и колку од нив се репрезентативци и се надпреваруваат во надпреварите кои што вие ги организирате, што федерацијата, а и европски првенства. Значи моментално имаме 20 на членови во кајак клубот Багуна, од кои, како што кажеме, во сениорска конкуренција Борче Мирчевски за многу малку не стана дел од репрезентацијата. Во јуниорска конкуренција има завршено еден изборен надпревар, преостануваат уште 2. Таму го имаме Христијан Игнатов, кој што на првиот надпревар заврши како втор. Значи ние се надеваме по завршетокот на 3 надпревари дека он ќе оствари влез во јуниорската репрезентација. Имаме доста пионерчиња млади, значи тие се надеваме дека во иднина ќе се борат за исто места во репрезентацијата. Мирчевски нема да ни замери малку повеќе што поразговаравме за клубот, затоа што нели тој е дел од него. Уште ова ме интересира во однос на клубот. Колку овој спорт е интересен и за девојките? Па, како што кажав за категоријата C1, истото се случува и со девојките. Значи, оваа година, тоа што сега го најавив, за кајак школата на кајак клубот Багуна, значи тоа ќе важи и за категоријата К1, и за категоријата C1, и за девојки. Значи, сите кои што сакаат, прво би можеле да пробаат и да се запознаат со основните техники на спортот, да добијат упатства, да видат дека тоа дека е убаво, дека не е опасно, дека не е ладно и слично. Па јас се надевам дека во наредните години ќе имаме и девојки кои што ќе се надпреваруваат. Колку еве повозрастните им помагаат на помалите во однос на тренинзите? И колку лично вам ви помагаат? Повозрастните кајакари во вашиот? Повозрастните, па кажав и претходно, значи кајак клубот Багуна има доста повозрастни кајакари што го сочинуваат тимот и без тој тим не може. Значи еден сам тренер, има клубови кај што еден тренер, тој е и тренер, и возач, и психолог, и се. И бара млади луѓе, и се, значи, спонзорство треба да се бараат, и надпревари се организираат, и имаат проблем со повозрастни луѓе. Ние немаме таков проблем и затоа се надеваме дека од оваа година ќе имаме и повеќе млади, бидејќи имаме ресурси. Мирчевски, пред да ги поставам последните прашања за оваа емисија, кажи ми кои се плановите за воиднина? Па најпрво се планираат такмичења во Велес, кои што ќе се одржуваат на патеката под Стариот мост. Некои меѓународни такмичења и како за крај ќе биде државното сениорско првенство. Така. Еве, како што напомнав. И јас би додал тука околу настапите на Борче. Значи, сепак стручниот совет на Кајакарската федерација
на Македонија, иако не даде зелено светло за настап на Европското првенство. Значи, уште не е одредена репрезентацијата за настап на 2 кола од светскиот куп. Значи, се чекаат некои зелени светла од Агенцијата за млади и спорти, доколку тоа се надеваме дека ќе успееме да го добиеме, значи можно е и Борче да настапи на 2 кола од светскиот куп. Така се надеваме и ние. Еве пред крај обично овие прашања се поставуваат на почеток, но еве мене ме интересира накратко ако можете да ни кажете како започна кајакарската историја, еве како тренер на клубот ќе ви го стави Тоа беше многу одамна. Па како започна, јас започнав да тренирам кајак, бев основно училиште, неколку мои другарчиња веќе имаа започнато со тренирање и јас се распрашував како треба, кај треба да се запишеш, прашав дома, ми дозволија и така почна. Така почна приказката. Да, така почнав да тренирам, потоа како што кажав, е прекрасен спорт, кајакот на диви води, се заљубив, почнав активно, тренирав повеќе од 20 години. Сега си тренер? Сега сум тренер, да. Мирчевски, како ти е започна приказната? Па ја жалбата за кајак ја добив од моето соседство. Моите пријатели и другари сите веќе тренираа кајак. Значи слични приказни имате. Па да, Па генерално така почнуваат. Да. сите. И одев со нив на тренинзи и некако многу ме привлече овој спорт. Прашав како што одат условите, ме заинтересира и еве остана веќе 12 години активно се занимавам со овој спорт. Јас ви Ако дозволите, значи пак доаѓаме до она што претходно го говоревме, значи ние мораме да не дозволиме да кајакарите почнуваат случајно, значи бидејќи другарот или комшијата му одел на кајак, значи ние мораме да ги привлечеме децата од основните училишта и оние кои што немаат допирни точки, значи пријател, роднина или нешто слично, да почнат да тренираат кајак. Јас ви посакувам успех во оваа идеја која што имате да ја реализирате. Сите во кајак, чином беше слоганот кој што ќе оваа година ќе го носи оваа школа, да наречеме. Ви посакувам успех тебе Мирчевски на професионален план, а вас нормално на професионален план во клубот. Благодарам. Благодарим. Почитувани гледачи, ова беше се за ова издание на емисијата Fair Play со нова тема за една седмица.